Значи, иако биле често притварани, па дури некои може би осудувани се, меѓутоа храброста кај македонската жена уште и во тој период, ако можеме да се навратиме да го замислиме, да ја замислиме тешкотијата на тој период и условите на животот, значи можеме само да дадеме почит на храброста на македонската жена за нејзината борба низ историјата. Секогаш е специфична улогата на македонската жена во оној уште најран период, например од уште крајот на 19-тиот век, почетокот на 20-тиот век, затоа што се уште сме ние нели под османлиска власт. Веќе се формира македонската револуционерна организација, се формираат тие вооружени чети, нивното действување. Македонската жена останува како заштитничка на семејството. Значи, да го заштити, да обстане тоа семејство, да го сочува, да се одбрани од непријателот, меѓутоа истовремено таа врши и курирски дејности, меѓутоа и доста помага како една логистика на тие револуционерни движења. Руша Делчева, да, која што својата борба ја продолжува, затоа и во црнина тука представена, тоа што таа ги губи своите браќа, свои синови, меѓутоа таа својата борба ќе ја продолжи за борбата и слободата на македонскиот народ, па дури во периодот и после Балканските војни, далеку по смртта на нејзиниот брат Гоце Делчев. Уште на почетокот во музејската поставка, каде што се зборува за тие неорганизирани востанички движења, се представени две многу познати македонски војводки, односно ајдутки војводки, Румена војвода и Сирма војвода, но тука е карактеристична нивната улога како водачи на едни ајдутски дружини. Значи, тоа е доста, мислам, за поздравување за тоа што сепак во на време кога што жената, нели, како па најмалку како водач би се признаела, завзема една улога на храброст, на водач, како што и случајот со Сирма војвода, која што успевала преку 20 години да се преправа во машко, меѓутоа таа била доста способна со нејзините војнички и воени вештини, па така била водач на дружина од околу 70 ајдоти. Меѓутоа, жената особено доаѓа до израз нејзината борбеност во меѓувојниот период, од 19 до 40 година и во период на Втората светска војна. Во меѓувојниот период тука се развиваат работничките, се формираат и се развиваат работничките движења. Тука жената ние во музеот ја опфаќаме од социолошки аспект, така што би сакала да ја потенцирам македонската Роза Луксембург, тоа е Роза Плавева, велешанка која што во периодот меѓу двете светски војни, заедно со Накије Бајрам, биле првите социјалистки, а Роза Плавева била една од првите жени кои се бореле за женски права во Македонија. Текот на Втората светска војна не само тие што се учеснички во воените действија, како што се Евежа Мила Коломонос, Ибе Паликуќа, Мирка Гинова, Вера Циривири, значи сепак и оние други жени кои што не им се толку звучни имињата во текот на Втората светска војна, народно-ослободителната борба, значи тие сепак организираат демонстрации, се соочуваат со непријателот, со окупаторската власт, каде што креваат бунтови, дека тие немаат синови за давање и за жртви да бидат за туги цели.
Например, учителките од Охрид тие формирале една болница за после Илинденскиот период, односно во текот на Илинденското востание, тие ги прифаќаат ранетите револуционери. Меѓутоа, може да се види, како што е прикажано и на уметничките слики, тие жени се интелектуалки, граѓанки се. Значи, сосема го разбираат целата, а како такви, како учителки, нивната улога и да ја расшират оваа револуционерна свест меѓу обичниот народ. Ако што е случајот со бабата на Страшо Пинџур, која што е измачувана во текот на тие востанија во времето на Балканските војни, Тиквешкото востание. Таа, иако измачувана, таа воопшто нема да каже ништо, дури кога била испрашувана, измачувана, каде се наоѓа нејзиниот син, и таа изјавува, зарем една мајка би го предала својот син. Делот на Првата светска војна, тој голем конфликт на големата војна од 1914 до 1918 година, и тука ја представуваме во некој дел од содржините и незината улога, меѓутоа и во медицинските мисии, потоа како мајка, како сопруга, како чувар на домот, како во такви војни услови таа да успее целото семејство да преживее. Така се вика и нашата тема, едва преживеавме.